Високата представничка за надворешна и безбедносна политика Федерика Могерини заедно со еврокомесарот за преговори за проширување и соседска политика Јоханес Хан вчера преку заедничко соопштение ја поздравија одлуката на четворицата лидери на најголемите политички партии во земјава да се оди на предвремени парламентарни избори на 11 декември. Федерика Могерини и Хан посочуваат дека ова е вистинскиот начин за да се излезе од политичката криза во која што Република Македонија се наоѓа веќе 2 години. Тие двајца сепак посочуваат дека сега е неопходно во следниот период да се спроведат сите останати работи кои што обврски кои што се преземени со договорот од Пржино, да се спроведат во наредниот период веродостојно и многу брзо. Исто така Могерини и Хани порачуваат и дека Европската унија останува да и помогне на Република Македонија во целиот тој процес, се со цел да земјава да излезе на повторно да се врати на евроатлантскиот пат. Како што кажа и ти, денеска и германскиот министер за надворешни работи Франк Валтер Штајнмајер исто така изрази задоволство од вчера постигнатиот договор. Тој преку соопштението што германската амбасада го испрати до медиумите денеска посочува дека неговото задоволство е што и покрај долгите разговори и преговори, напори изминатиот период, конечно лидерите успеа вчера да се договорат и да го договорат датумот за изборите во декември, кој што беше и очекуван. Штајнмајер посочува дека овој консензус е и во согласност со договорот од Пржино кој што беше постигнат во јуни минатата година. Германскиот шеф на дипломатијата исто така посочува дека сега треба да се спроведе веродостојно целиот процес до изборите и порачува дека мора да продолжи и понатаму да се спроведуваат сите обврски кои што се преземени, впрочем слично како и Федерика Могерини и еврокомесарот Хан. Исто така Штајнмајер го поздравува и придонесот кој што го има како еврокомесарот за проширување Јоханес Хан и неговиот тим, така и неговиот специјален пратеник Јоханес Хајндел, специјалниот пратеник на Штајнмајер, кој што, како што вели германскиот шеф на дипломатијата, придонесоа во целиот овој процес за да се дојде до овој договор. 1 септември денеска е првиот работен ден на новиот евроамбасадор во земјава Самуел Жбогар, кој што доаѓа на местото на естонецот Иво Орав, кој што пак да подсетиме отиде да биде шеф на делегацијата на Европската унија во Црнагора. Жбогар денеска на Твитер објави фотографија од неговиот влез во делегацијата на Европската унија овде во Скопје, на која што имаше статус мојот прв работен ден, така што како што каже и ти, Самуел Жбогар доаѓа на малку посреден терен со оглед на вчерашниот договор подпишан меѓу лидерите на 4 најголеми политички партии во земјава, а утре, како што најавија од кабинетот на председателот Иванов, новиот евроамбасадор во земјава Самуел Жбогар ќе ги предаде и акредитивите на шефот на македонската држава Ѓорѓе Иванов. Да подсетиме само дека Самуел Жбогар е словенечки дипломат кој што има многу искуство. Тој на функцијата евроамбасадор во Република Македонија доаѓа од функцијата специјален представник на Европската унија на Косово, а претходно многу важно е дека од 2008 до 2012 година Жбогар беше и шеф на словенечката дипломатија, а од 2004 година пак исто така и амбасадор на Словенија во Соединетите Американски држави.